Значи вака, добре дојдовте и ви благодарам што ве има во волкав број, особено благодарност до Комисијата за односи меѓу заедниците кој што има денеска своји представници, која заедно со Центарот за меѓукултурен диалог нели ја работеше оваа иницијатива, и секако голема благодарност до медиумите, бидејќи сметам дека оваа иницијатива на нив најмногу ќе се однесува, но секако и на невладините организации, индивидуалците, луѓето кои што се занимаваат со новинарство и кои што предпоставувам дека ова за нив ќе представува предизвик. Денеска сме собрани по една иницијатива. Иницијативата произлезе како резултат на проектот кој Центарот за меѓукултурен диалог го реализира во Куманово. Се работи за проектот Модел за активно граѓанство во мултикултурно општество, кое го работи во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој што пак УСАИД го реализира на територијата на цела Македонија во соработка со Фондацијата Институт Отворено општество. Нашата задача, нашиот проект всушност се базира на активности во неколку сегменти. Активности кои што се реализираат и се спроведуваат со Комисијата за односи меѓу заедниците, активности кои што се реализираат и спроведуваат веќе се во тек со локалниот младински совет. Идејата на локалниот младински совет всушност представува да се наметне во општината како сериозен фактор кој што ќе допринесува по однос на прашањата кои што ги засегаат младите. Училишните заедници се тука вклучени како идни кои што би требало да бидат дел од ЛМС, од локалниот младински совет, и младинскиот центар Мултикулти, кој Центар за меѓукултурен диалог го работи веќе 3 години интензивно, се разбира и во рамки на овој проект кој што ќе има своји програми, меѓутоа за тоа во некоја следна прилика. Ова беше кратко резиме на тоа со што нашиот проект се занимава, кои се областите кои што ние сме ги предвиделе во рамки на проектот, а денеска се разбира сме собрани по иницијативата на Центарот за меѓукултурен диалог заедно со Комисијата за односи меѓу заедниците. Би сакала да напоменам како се тоа се одвиваше. Беа предвидени и се реализираат 2 обуки кои што подразбираа нели зајакнување на капацитетите на КОМАЗа. Знаете, КОМАЗа е советодавно тело во рамките на општината кое што има за задача и за цел да ја запазува сензитивноста на етничките заедници во Куманово. Овој состав на КОМАЗа, бидејќи ние веќе во рамки на втор проект соработуваме, сакам да истакнам дека навистина одлично, да не речем совршено си вршеше својата задача и својата улога во рамки на општината. Изработи многу проекти, многу активности, испроведе и реализираше многу задачи. А во рамки на проектот имаше задача истовремено да работи и на предлог политики, изготвување на предлог политики во рамки на 3 области, така ги определивме: образование, медиуми и култура. Тие предлог политики претпоставуваме дека ќе сме во можност со оглед нели на актуелната ситуација, бидејќи нели не е фаза на избори, дека ќе сме во можност да ги доставиме до надлежните во општината. Идејата и целта е дека овој состав на КОМАЗа ќе остави нешто зад себе, дека ќе остави солидна подлога за идниот состав да има од каде да започне, значи, за да не се најдат во чудо, да речеме, следниот состав што тие би требало да работат, односно ќе имаат некакви смерници каде треба да се движат. Имам чувство дека малку повеќе зборував можеби од тоа што е потребно. Би сакала само да најавам дека на оваа трибина го очекувам вашето нели активно вклучување во трибината. За почеток Стефан Маневски ќе се обрати, тој е представник од Центарот за меѓукултурен диалог. Ќе има свое обраќање во правец на користењето на медиумите воопшто. Тој подетално ќе објасни што и како. Го имаме овде и Столе Божиновски, новинар, кој во моментов нели е уредник на порталот Куманово прес. Тој неодамна има започнато една иницијатива во однос на создавање на весник во Куманово, па ќе ги сподели со нас неговите искуства. Беше предвидено значи Сладјана Стојанова да ни се придружи, меѓутоа заради здравствени причини најверојатно нејзиното присуство ќе отсуствува денес. За да ја започнеме трибинава, само уште да напоменам дека со наслов е потребно да ми се каже од граѓанин на Куманово
Насловот предпоставувам дека во текот на дискусиите, во текот на разговорите до крај ќе ни стане јасно зашто е вака формулиран. Повели Стефан. Први, многу ми е драго што имаме одзив од страна на сите релевантни чинители, посебно кога зборуваме за формирање на медиуми во Куманово. Како Центар за медиокултурен диалог работиме посебно во сферата на електронски медиуми со воспоставување на младинското радио Мултикулти како такво, кое што веќе сега проаѓа низ процес на дефинирање на својата програма и начин на кој што функционира и поголемо споделување на информациите кои ги нуди, како и поголема професионализација на младинското радио Мултикулти како такво. Идејата која што сега би сакал да ја дискутирам со вас е токму моментот на развој на медиумите во општина Куманово, затоа што пред се не сме мала општина, имаме доволно и население, и настани, и многу различни новости и процеси кои се случуваат во градот, за кои што е потребно да имаме локални медиуми, како што веќе постојат, веќе има постои и локална телевизија, локалните радија, постојат многу интернет портали каде што се споделуваат новости во Куманово и затоа веќе многу ми е драго што Комисијата за односи меѓу заедниците е еден од чинителите кој го поттикнува овој процес за разговор за формирање на еден кумановски весник. И јас се сеќавам дека на времето постоеше кумановски весник како таков. Имаше наш весник. Имаше момент кога тој весник беше особено читан од страна на сите кумановци во градот, затоа што се однесуваше пред се за тоа што кумановци има потреба да го читаат и да добијат информации како такви. Но би сакал посебно да обратам внимание на две многу значајни работи во процесот на воспоставување на ваков локален медиум како еден процес. Пред се би се навратил на нашето искуство во работа со електронски медиуми, посебно со на интернет радио кој го воспоставивме. Интернет радиото Мултикулти е достапно на веб сајтот на Мултикулти, може да се симне и како посебна алатка на вашите компјутери, да се слуша и како посебна алатка на смарт телефоните, па и таму може да се слуша и да се следи. Како такво, тоа е првото интернет радио кој го воспоставивме, кое работи на повеќе јазици, како тако, на македонски и на албански пред се, но имаме и емисии на англиски и на други јазици, како тако. Кои што, затоа што самата идеја потикна од една реалност во Куманово која имаме, тоа е дека жителите на Куманово говорат на различни јазици, односно информациите се споделуваат на различни јазици, како такви. Проблемот кој настанува посебно со ваквите интернет медиуми е моментот во кој што секој читател може да има достапност на одредена информација на својот јазик и при тоа се ствара она виртуелна слика дека другите не постојат. Тоа е еден момент кој што ние како Центар за медиокултурен диалог го проучуваме детално и сакаме секогаш да иновираме и да најдеме нови начини на кои што оваа слика дека другите не постојат, односно информацијата која е испратена на еден јазик нема да биде достапна за говорители на друг јазик и обратно. Многу е посебно интересна и посебно заоштрена во минативе години, затоа што некако се создава она слика дека одредени информации се важни само за една етничка група, други се важни само за друга етничка група. И при тоа се направи еден чекор кој што барем за мене лично е многу погрешен чекор, а тоа е моментот на превод на информациите. Па се изготвија посебни програми на македонски, посебни програми на албански, посебни програми на други јазици, кои што секој слушател можеше да се ги бира и евентуално дури ако зборуваме за интернет портал, истото тоа може да се случи на интернет порталите со тоа што можеме да одбереме одредена содржина и да се ја читаме само на еден јазик кој што за нас е важен. Тоа што би сакале да го предложиме во овој процес на формирање на Кумановски весник како таков е затоа што тоа е еден печатен материјал кој што останува, се распределува до сите, би можел моментот на свесноста за другите и моментот на споделување на информациите да појде во друг правец, односно во правец во кој што секој автор на одреден текст, односно секој новинар би си творил и пишувал на својот јазик, а со цел да се постигне инспирирање на другите за да сватат за што се зборува во тој текст,
би стоел на крај еден мал параграф на превод, односно на сумирање на текстот што е претходно даден. На тој начин и самиот читател би се мотивирал не само да разбере дека постојат другите, туку и да го научи тој јазик и да го прочита како таков. Тоа би било некоја првична порака, веќе кога зборуваме за еден весник кој што би се дистрибуирал, кој би бил печатен и би бил достапен до сите. Веројатно би било добро да и самиот весник биде навистина достапен до сите, односно би ги инспирирал граѓаните да бидат свесни дека постојат и другите етнички заедници наоколу. И вториот момент кој е многу важен е тоа дека ниту еден од овие електронски медиуми не може да го замени печатениот весник како таков, затоа што се уште голем дел од граѓаните во Куманово не користат интернет, односно информациите достапни на интернет до нив не стигнуваат на еден или на друг начин. Така да голем дел од овие информации се губат, односно не достигаат до нивната права публика која што би требало да ги прочита. А голем дел од просторот кој е потребен за различните активности и програми во Куманово не се ослободува, односно многу од програмите кои се случуваат, повиците кои што ги прават и невладините организации, и различните институции, и компаниите во Куманово, само поради моментот на лимитираност на електронските весници како такви, не достигнуваат да имаат една вистинска сторија за тоа како процесот се развивал, кои биле заклучоците, како тоа понатаму да се доведе до пошироката публика во градот. Интернет весниците се одлични за добивање на информацијата веднаш, но во моментот се поставува прашањето за тоа дали одредена информација која би се развила како одредена сторија или приказна, може би било подобро да биде објавена во еден печатен весник во кој што сите би го добиле како таков, би можеле да го прочитаат, би можеле да го стават како референца, како препорака и за нивната работа, но и понатаму да им даде инспирација за натамошни чекори. Затоа овие две различни начини на пристап до информација за нас лично се многу важни и сметаме дека токму од оваа потреба на еден весник кој би се печател конкретно само за работите во Куманово и би дозволил простори на новинарите од Куманово да работат онаа што го учеле и онаа што се професионалци, односно да работат вистински новинарски истории со кои што ќе се опфати гледиште на еден проблем во градот, но од различни страни, не само нешто што некоја организација го работи или некоја институција го работи, туку би се опфатиле едни пошироки истории кои би заинтересирале повеќе граѓани, односно најголемиот дел од граѓани кои не би можеле да имаат пристап до вакви информации, посебно ако се базирани на интернет како такви. Се надевам дека поракиве беа прилично јасни како такви. Ја од името на Центар за меѓукултурен диалог сум сигурен дека ние би биле заинтересирани како организација да поддржиме еден ваков процес, но пред се тука е и важна и локалната самоуправа, заедно со Комисијата за односи меѓу заедниците и заедно со новинарите од Куманово да овој процес го истуркаме до крај, повторно да видиме заживување на еден кумановски весник како таков, кој би излегувал за кумановци, односно за луѓето од Куманово да го прочитаат, да добијат информации кои за нив се важни и кои што на нив им се секојдневие, односно се проблеми или можности или различни согледувања кои што они секојдневно ги имаат кога ќе излезат на улица.